Благодарам. На вториот конгрес на жените социјалисти одржан во Копенхаген 1910 година, на предлог на Клара Цеткин, е донесена одлука за прославување на Меѓународен ден на жената. Овој празник воглавном се славел во почетокот на март, а од 1919 година одлучено е да 8 март биде Меѓународен ден на жената, во знак на сеќавање на масите ленинградски жени кои на овој ден излегле и демонстрирале против војната и гладта. Нашата емисија е посветена исклучиво на жената. Сите учесници се жени, и ако се појави некој маж, тоа е сосема случајно и ненамерно. Како сонце се раѓаш, мајко моја, твоја става, твојот поглед, нежен глас, тешки грижи те веднат и се ројат, ко браној си в немир секој час. Какво сонце те роди, мајко моја, каков изгрев, како небо, каков ден. О, мајко, надеж, надеж си во моји тешки дни, достој си за живот цел, за твоја лика бол што скрива ти нудам цвет и уште еден бакнеш врел. О, мајко, надеж, надеж си во моји тешки дни, достој си за живот цел, за твоја лика бол што скрива ти нудам цвет и уште еден бакнеш врел. Срце мое се клешти, мајко моја, кога немам твоја стреја, мајчин дом. Како птица ке летнам јас кај тебе, зар грев е што дел сум, мајко твој. Како сонце те роди, мајко моја, каков изгрев, какво небо, каков ден. О, мајко, надеж, надеж си во моји тешки дни, достој си за живот цел, за твоја лика бол што скрива ти нудам цвет и уште еден бакнеш врел. О, мајко, надеж, надеж си во моји тешки дни, достој си за живот цел, за твоја лика бол што скрива ти нудам цвет и уште еден бакнеш врел. И уште еден бакнеш врел. Една од работничките запослени во фабриката Алкалоид е и Олгица Чокаловска. Таа е воедно и член на градската конференција на Сојузот на младина на град Скопје. Олгице, да те замолиме да ни кажеш
за овие млади луѓе во фабрикава што работат? Гледам повеќе млади жени во салава. Дали сте задоволни од работата? Точно е да во фабриката се запослени доста млади, поготово младинки и самата фабрика носи назив да тоа е фабрика на млади луѓе. И како младинци кои прв пат доваѓаат на работа, доста добро се прифатени. Иначе, иако сме овдека како работници, ние сме скоро веćinom средношколци. Кажете ми нешто повеќе за тоа, дали младинската организација своите активности ги развива во фабриката? Дали имате некакви акции до сега? Во склоп на младинската организација ние оформивме и филијална дружина со која што доста добро работи, бидејќи организира разни патувања како во странство, така и мислам низ целата Југославија. Да сакаш, па макар река, дрво, камен или тревка, некому мораш нарамо рака да потпреш изгладнето да се насити од близината. Некого мораш да сакаш, зашто каменот знае за осаменост. Колку ли тешки чекори поминале преку неговата нема душа. Ослободи ме од тоа да бидам жена. Макар за миг да бидам нешто друго, нешто што име и лик нема. Одај да стигнам од тебе, од себе. Дај да те сакам по своја волја. Ти не знаеш колку е тешко да се нуди, покачува и бара цена на она што цена нема. Затоа, дај да бидам нешто друго, нешто што име и лик нема. Ustavil se za trenutek in odslej sva vedno skupaj, končno našla sva drug drugem vse, prav vse. Zdaj postal si drugačen, odkar spoznal si našel si naručju mojem sričo, ki po njej si hrepenil zaman. Nekoga moraš imeti rad. Светлана Антоновска е студент на трета година на Природно-математичкиот факултет, група математика, оддел применета математика. Таа е еден од најдобрите студенти на својата година. Светлана, ќе те замолиме да ни кажеш што ти допринело покрај твојата амбиција, се разбира, да го постигнеш овој добар успех. Па видите, поред моите амбиции за овој добар успех, јас должам и на моите професори, бидејќи ние сме многу малку на нашата група, околу 15 души, така да професорите и асистентите можат да ни обрнат големо внимание при нашето учење во текот на годината. Дали мислите дека ако би имало слични услови на другите факултети, дека повеќе студенти би постигнале задоволителни резултати
Jaz mislim, ako bi uslovite i na drugite fakulteti bili soodvetni kako na našio fakultet, to jest na mojata grupa, дека i tamo uspehot na studentite bi bil barem za jedna nijansa ili 1% podobar. Лилјана Крстевска се врати од акцијата Црвени карамфили со признанието ударник. Ја посетивме на незиното работно место, архитектонски техничар, при Институтот за студии и проектирање на градежното предпријатие Бетон. Лилјана, кажете ни, ако повторно би се одлучили да одите на работна акција, зошто би го сториле тоа? На една ваква акција повторно би отишла, бидејќи да се поминат 10-15 дена во друштво на млад свет и во природа, на секого би му пријало. Здраво, Вера. Вера Велјанова е нашата македонска надеж. Таа учествува во југословенската репрезентација на надпреварот, европскиот надпревар за атлетика во Сала во Гетеборг одминава. Вера, кажи ни како дојде до тоа да почнеш да се занимаваш со атлетика? Почнав да се занимавам со атлетика и тоа на ноќните трки 4 ноември по повод ослободувањето на Битола. Во тој момент ме забележа мојот сегашен тренер Илија Чикалковски, кој ме покани да го посетам тој клуб и така од 1968 година, па се до денес јас сум редовен член на атлетскиот клуб од Олимпија Битола. Кажи ни некои од твоите поголеми успеси и посрекни моменти во атлетската кариера. Ги забележав 72 година кога на балканските јуниорски игри во Измир ги зададов првите места на патеката 100 и 200 метра и 4 пута 100 метра на второто место. Сеќавам дека минатата година ти беше прогласена за спортист на годината на Македонија, воедно спортист на годината на Битола веќе 3-4 години со ред. Кажи ни како дојде до тоа да бидеш еден од членовите на југословенската репрезентација на европското првенство? Да се дојде до да се влезе во репрезентација, тоа е многу тешко, бидејќи треба да се исполнат некои услови, тоест норми кои треба за европско првенство. За таа норма што треба да се исполни, јас веќе ја исполнив во Букурешт на 6 февруари 1974 година, истрчајќи патеката 60 метра 7.3, што поставив нов југословенски рекорд. Детските дни на спомени мали во сон што се свиле ко гулаби бели на покривот сив. Се сеќавам сега на првото писмо ко читавме долго на речниот брег и криевме желби
Неизината жет се вика сполавеност. Кога е жедна си го пие изворот, пијана светот го поплавува. Најтемно е без друго кога в крчма се разденува. Кога името е жет, љубов моја, кога името е безименост. И кога од секоја нејзина капка ќе плисне по еден крвоскок пенест.